Стој! Бате ме мати, како да му го покажам ова на бате Полат? Нема што да се прави, Лаву. Мораш да му покажеш. Џахид! Зумире на таблиците. Најди ги овие коли. Прегледај ги сите сигурности камери од овој реон. Разбирам, бате. Мемати, оди кај секого. Тој што ќе ми го даде изет, што сака ќе му дадам. Добро, брат. Абдухи, ти зборувај со разузнавачите. Сакам да ми кажат се што знаат за местата и луѓето на изет. Добро, бате. Добро, господине. Чекам информација од вас. Полат. Сега треба да бидеш силен. Не требаше да дозволам да излезе од дома. Ќе најдеш, Полат, немој да се грижиш. Што се не реши ти досега? И ова ќе го решиш. Лела, имам потреба да бидам малку сам. И направи убава ординација, докторе. Нараат да си работиш. Немаше потреба од тоа. Има, докторе, има. Долго ќе бидеш тука. Сега детето на Полат Алендерот се е поважно. Не грижете се, господине. Ке доаѓам секој ден да ја контролирам. Ти си ми многу важен, докторе. Не можам да те ризикувам. Тешко да се води по истанбулските улици. А ако се лизнеш на мраз и нешто скршиш, или некои тинејџери ти го прекратат патот, најдобро е ти едно време да не бидеш на гости. Со ваша дозвола јас да го видам пациентот. Не тргајте го окото од него. Неџми, твоиве очи колку можат да видат сега? Бато, од оваа магла, прст пред око не можам да видам. А сега што можеш да видиш?
Бато, маглата малку се раздречи, ама што сакаш да видам? Изет, кога го виде последен пат? Го видов пред еден месец. Раздаваше пари за тоа што ќе имал дете. Неджми, отвори 4 очи. Полат Алемдар на тој што ќе го најде Изет, што ќе го види, тој што ќе каже каде е, ќе му даде се што сака. Ова на сите да им го кажеш. Бате, толку ли се закрвивте? Прави што ти кажувам. И тие што помагаат, но и тие што ќе бидат издајице ќе си го добијат своето. Добро, бате, кога дојде? Пред 1 сат? Ало? Добро, бате, ги најдовме возилата. Напуштени се покрај патот во на затворената фабрика. На скришно место ги промениле возилата. Добро, Джекит. Најде нешто, Абдул? Не, Ерхан. Батер натре. Бата, Изет ги собрал само тие на кои највеќе им верува и на своите роднини. Дури и разузнавачите кои ги смести во владата веќе не знаат каде се наоѓа. Господине Давуд, приморан сум да ви кажам една жална вест. Денес многу тажни вести добив Туру. Господине, господјата Инџи киднапирана е. Како киднапирање? Кој е киднаперот? Господине, Изет кој е раскаран со вашиот зет е киднаперот. Нема да се напијам. Јас да го оставам. А ти како сакаш? Каде е Изет така? Внатре кај жената. Мене нема да ме пуштите. Надвор имам пациент. Донеси ми мене еден чај. Каде се наоѓа? На место каде со твоето дете ќе бидеш сигурна. Што сакаш од мене? За ова ќе платиш. Јас веќе платим за тоа. Полат со собствени очи виде. Сега наред е тој да плати. Ако Полат нешто ти направил, значи си заслужил. Полат го уби детето во стомакот на жена ми. Ти ли си скотот што ја силувал Диџле? И ти го исечам јазикот. Јас, Полат Алемдар, го знам за чесен. Но тој бил најголем лажгон, нечесен, аферџија. Така ли ти рекол тебе? Јас со своји очи видов што преживеа Диџле. Ти ништо не си видела. Јас ке ти ја кажам вистината.
Јас мојот живот, сиот мој имот го потрошив за да имам дете. На крајот молбите ми се услушија. Кога ќе станев најсреќниот човек на планетава, твојот маж пред мој очи ми ја уби среќата. Моето дете не е виновно за ништо. Не грижи се, јас не сум убиец на бебиња како твојот маж. Пушти ме да си одам. Татко ми ќе ти даде се што сакаш. И оде си на безбедно. Јас ќе го спасам твоето дете од тој катеѓ. Утре вечер влегов во ќорсокак. Не се грижите, ќе ја најдеме снајката жива и здрава. Ке ти ја скршам таа рака. Ти ли ќе удираш жена која треба да ни роди син? А? Сакам да признаеш. Ако си ти внук на Љазија и јас сум. Или ке не служиш, или ке си ја платиш сметката. Заза, бе продаде на црниот агент. Јас не ја сакам историјата. Јас ги сакам парите. Долина на волците.